се, добив петка, уште една за знаење, што се дава, оценка е тоа вредна. Подпис тежок 1 грам, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, подпис тежок 1 грам, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, пофали се, имам подпис од артист и пејач славен на улица. Ќе те ценат в училиште, ќе си главен, подпис тежок 1 грам, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, подпис тежок 1 грам, автограм, тоа си го добил сам. Автограм. 1-2. За сите автограмџи здраво! Исто и од мене. Баш е несериозен мајсторов Раде. Се договоривме да го обели Зидов, а од него ни трага ни глас. Исто и јас се лутам. А ваму познат и признат мајстор. Добриот мајстор никогаш не остава работата од денес за утре. Нели е така? Исто и јас прашувам. Што гледате? Што не потврдите дека е така? Или мајсторот Раде дошол тука, се најавил пред мене и се договоривте да направите некоја шега? Седно. Без секого се може. Исто и јас така велам. Ајде. Баш е смешен мајсторов Раде. Си помислил, ќе заврне дождот и место него ќе ја заврши работата. Се лаже. Никогаш не оставај друг да ја заврши работата. Исто и јас така мислам. Волкот сам си ја врши работата и затоа е дебел во вратот. Ова што го направи мајсторот Раде, баш не му служи на чест. Барем да се јавеше, да ни кажеше дека не може да дојде, а не вака да не остави на цедило. Не, овој пат не мислам како. Борче, те молам да ми простиш што малку задусив. Те молам, Борче, да ми простиш. А и вие, драги автограмџи, ќе ме молам за извинување. Ама идејќи наваму по патот ме сретна слаткарот Никола па ми вели: мајстор Раде вели, повели на едно сладко. А јас стар, мераклија на сладките, не можев да го одбијам. И само што го лапнав сладкото. Леле, како некој ѓавол да влезе во завод. Врце, боли. Леле, мајко. Се поздравив на брзина со човекот и немаше друго чаре, право кај забарот Заре. А тој ми вели: Раде, братко, си го преел забот со сладко? А потом ми вели: со инекција или без инекција? Ма каква инекција, буелам јас, со лажичка, бре, со лажичка го јадев. А, вели, сите мајстори како тебе се прават храбри и вешти, но се собираат како зрно од црн пипер пред мојве клешти. Потоа, знаеш, со клештите кврц, ми го извади забот и ми рече да побрзам да си ја завршам работата. Ето тоа е. Денеска, чичко Раде, може би не ќе мораш толку да се мачиш да го вросуваш Зидов. Како? Како не треба? Како автограмџите? Каде ќе ги става своите подписи? Врз старите ли, а? Ајде ви се... Ќе видиме. За тоа ќе се погрижиме ние. Да, ќе се погрижиме ние. Ма немојте, деца, сепак јас ќе си ја завршам својата работа, а вие бркајте си ја својата работа. Ајде, дајте малку чест. Тетке, Молам, имате ли што да имаме? молекули од вода? Молекули од вода. Да. Што ќе ви се толку малку? Па, ќе гаснеме пожар. На еден мајстор му извадија зап, па од устата му избива пожар. Марш. Марш.
Маш мангупи, безобразни, невоспитани. Молам за еднина, јас сум сам. За жал, не си сам. Тука сме и ние со Билјана. А што ве навреди, момче? Па, ми бара молекули вода. Море кули. А што ке му е толка во море кули? Вели ке гаснеле пожар кај некој што извадил зап. Јас ништо не разбирам. Па како? Јас си барав вода, дестилирана вода. Ако е така, добро. Добро. Едно дете пред тебе во книжарницава бараше 3 грама мозок. Ајде бриши, малечок и не лутија тетка Пепи. Благодарам. Многу ви благодарам, деца. Денес стигна мојата нова пратка. Прекрасни боички, фломастери, креди во боја. Ако нешто ви треба, ве молам немојте да се стеснувате, само го барајте. Не, нема никакво стеснување. Но денеска не ни требаат ни боички, ни фломастери. Како? А вашата епизода автограми ќе си тече без потписи, нели? Ке го видиме тоа. Денеска пред нашиот зид за автограми ќе ги добиеме најубавите потписи и без фломастери. Ако не бара некој, упати го кон зидот. Добро. А вие, додека сте тука, јас одам на мала пауза ако ме побара некој. Ако ја донесат мојата пратка со камиончето, речете им да ме причекат. Добро, веднаш ќе се вратам. Во ред. Готово, деца! Готово, го дотерав! Го обелив и го дотерав како гледало. Погледајте и сами, зидот плаче само за автограми. Мајстор Раде, Да. што е ова? Па тоа е мојот автограм. До гледање, деца, до гледање до следната емисија. Јас одам малку да се одморам. Ја. Кој има проблеми со забите, нека внимава на сладкото. Расипаните заби и сладките се лоши другари. Тие секогаш завршуваат кај забарот. А? Повелете? Тука сте вие. Тука сте, тука, ама другарот ве бара и... Јас толку убави работи чув од него. Не може да ве најде. Повелете, представете се. Јас сум цвеќарот Цветко и одгледувам многубројни и разноразни и убави цвеќиња. Па си реков да навратам до вашиот зид за автограми, да ви оставам еден цветен автограм од Гербери. Благодариме. Јас морам да се вратам на работа, а вие... Многу ви останете. благодарам. Благодарам. Повелете. Значи, вашето занимање е цвеќар. Да. Навистина убаво, другар Цветко. А што е потребно за вашето занимање? Што е потребно? Па... Потребно е малку љубов и многу учење. Постојат илјадници цветови и треба да знаеш кога да ги посадиш, кога да ги полееш, да ги нахраниш и ако сето тоа го направиш навреме и како што треба, тие ќе ти вратат со една голема, убава и топла цветна насмевка. А од тоа поубав подарок нема. Навистина, другар Цветко. Навистина, вашиот занает е прекрасен. Да, а прекрасен и редок. А сега да оставам еден цветен потпис на вашиот зид за автограми.
Прекрасно. Благодарам. Благодарам. До гледање. Од кого барате вие? Джидот за автограми. Повелете, тука е. А што сте вие по занимање? Јас сум земјоделецот Зарко. Најсреќниот земјоделец Зарко. Мило ми е. А вие сте сигурно Билјана и Борче, нели? Да, тоа сме ние. А што ви треба? Што ми треба? Па реков, јас сум земјоделецот Зарко. Се занимавам со земјоделие. Сеам, орам, копам, жнеам, садам, вадам, прскам, заштитувам и се восхитувам. А од што се восхитувате? Од се она што ќе се роди. Еве, ропните по едно краставиче. Еве и доматче. Еве и пиперче. Еве и кромиче. На мојот имот уште има макдонос, памјичиња и се што ви душа сака. А можеш ли да ни продадеш нека голема лубеница? Или некој килограм грозје? Можам, како да не можам? Повелете. Повелете. А со што ќе мериме? Со грамови? Тоа е со мене. Зошто сум јас тука? Тргни се од тука, Гранко. Ние и без тебе ќе ја свршиме работата. Кај нас на село нема место за тебе, другар Гранко. Ние обично мериме со грсти, со кутли, со шиници. Срамота! Срамота, голема срамота! Измислувате некои мерки без врска само мене да ме отстраните. Те молам, прости, другар Гранко. Те молам, прости. А сега, деца, седете ми со здравје. Хајде. Пред да си одам, деца, да ставам подпис, Повелете. За Здравковски Зарко, земјоделец. Еве и едно краставиче. Ете така, еден ден, денца, ве поканувам на мојот имот. Ајде. Еде, те поканувам и тебе. Благодарам. Седете ми со здравје, деца. Седете ми со здравје. Догледање. До гледање. Гледање. Догледање. Професоре. Добар ден, повелете. Добар ден. Благодарам. Прекрасно. Овие автограми пари вредат. Што ви сакам, овие автограми. Сега треба да стигне моето ново славење. Тој е поточен од сите часовници. Повелете, професоре. Браво, професоре, браво. Ете, што ви реков.
Добар ден, професоре. Добар ден, а сега представи се. Се викам Шахов Панда. Ученик сум во основното училиште Кузман Јосифовски Питу. Ке ви испеам песничката Страшен кит. Си бил еднаш еден кит, голем како некој рид, и имајте уште вид, тој никогаш не бил сит. 3 ајколи голтал цели и 5 фоки нежни бели, потем како дегустатор голтнал леден алигатор. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Но гледај Харпун како пожар му прободи лесно кожа, тој се грчи, тој се ежи, заплеткан во цврсти мрежи. Си бил еднаш еден кит и имајте сега вид во ноти на овој зид. Живее тој лаком кит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Леле, ама страшен кит, ама тој е лаком кит, никогаш те не бил сит, ниту тој ке е сит. Како, професор, како? Браво, браво, браво! Доведување, драги деца. Довидување, професоре. Повели. Здраво, врсници! Мери грамко, 100 грам алва. Мери си со грсти, со шиници, со кутли. Гледам грамко, како да си надуен, како да се лутиш. А слушна ли како тебе те покани нашиот земјоделец Зарко? Слушнав, па што? Па што? Што сакаш? Сакам да го измериш времето од оваа наша епизода. Тоа сакам. Тоа е работа на часовниците, а не моја. Добро. Има уште време. А нашите пријатели со нетрпение очекуваат Да го видат цртаниот филм. ако нека гледаат. И мене ми се допаѓа тој филм. Но мене не ми се допаѓа. А зошто? Затоа што на првата програма има кошарка. Но те молам, Борче. Прво да го гледаме цртаниот филм. Краток е. Добро. Се согласувам. Сложни браќа, Куќа градат. некој тупка. Здраво. Јас сум кошаркарот Коста. Нова звезда на црвените момчиња кои некога жареа и палеа во првата лига. Сега сум задолжен за изнаоѓање на таленти. Што? Зар не ме познавате? Зар не се сеќавате кога скандиравте? Коста! Доста! Благодарам. Моето време е мина. На сцена стапија помладите кошаркари. Фотографирајте ги нив. Но вие, другар Коста, знаете дека славата никогаш не потемнува. Да, некогаш и јас бев незамелив. Јас и сега би можел. Но погледнете.
Добар ден. Добар ден. Борче Серафимовски. Нова звезда на кошаркарскиот клуб Работнички. Колку си висок? 2 метра и 2 сантиметра. Додека бевте во ЈНА, вашите другари се прошетаа низ втората лига и се вратија назад во првата. Зошто? Таму ни е местото. А дали помислувате на дресот со државниот грб? Секако, но тоа не зависи само од мене. И уште од кого зависи? Зависи од тие што водат репрезентацијата, дали ќе им се допаднам, дали ќе бидам во форма. Ви благодариме за разговорот, а сега вашиот автограм. Повелете. А вие не ми кажавте како изгледа вашиот тренинг? Напорен, тренираме по 4 часа, уфрлуваме топки низ обрачите, разработуваме тактика, варијанти. Но, просто другар Борче, ама јас ништо не разбрав. Немам време за поинакво објаснување. Можете да дојдете со моето именце Борче, све ќе ви биде јасно. Имам и 3 билети за првенствен надпревар. 4. Доаѓа и брат ми. Нека бидат 4.
училище. Ти си главен, подпис тежък 1 грам. Автограм, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, автограм, подпис тежък 1 грам. Автограм, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, автограм, 1, 2. ха-ха, 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 1, 2. ха-ха, Погледай се, чисти убав и измиен, со патец коса, со чантата, преку грбот, како сите што ја носат, хигиенски блесок план. Автограм, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, автограм, хигиенски блесок план. Автограм, автограм, тоа си го добил сам. Автограм, автограм, насмевни се. Добро утро, Буба, Мари, рози цветни и ти, пчелко, работничке, одмори се. Потем летни, медет прават сладки дами.